Почитувани граѓани, Министерството за земјоделство го призна скандалот што го обелодени СРСМ. Во Могила на 60 хектари земјиште се одгледува тутун на црно. Но еве што се друго премолча пред јавноста Министерството за земјоделство. Дека само на овие 60 хектари незаконски се произведуваат околу 130 тони тутун од видот Вирџинија. Дека вкупната пазарна вредност на овој тутун, според информациите од терен, е околу 1 милион евра. Кај кого завршуваат овие пари? На кого му е дозволено да одгледува, продава и заработува од тутун на црно? Ние денеска аргументирано ќе побараме власта да признае дали од тутунот на црно во Могила веќе 5-та година се богати екс-градоначалникот на општина Могила од ВМРО ДПМН Велевски Славко. Велевски на кого Груевски му довери 16 години градоначалнички мандат. Еве имотни листови со денешен датум, каде Велевски на околу 9.500 метри квадратни произведува тутун на црно. Дали на вакви големи површини на црно произведува тутун и пресилски злате, вработен во подрачното одделение на Министерството за земјоделство во Битола. Еве исто така имотен лист со денешен датум, за земјиштата во кои на илјадници метри квадратни што се пријавени за наводнување во ЈП Стрежево под име на Пресилски, тој произведува тутун. На граѓаните кои честно плаќаат давачки кон државата, власта мора да им каже кој го откупува тутунот на црно, кој го транспортира на црно, дали се прават цигари на црно, кој ги пакува и каде се продаваат. Дали луѓе блиски до власта намамиле честни земјоделци од Могила, кои не знаејќи во што се впуштаат, засадиле од тутунот. За тутунот Вирџинија нема откупни центри, се оди на црно. Како е можно Државниот инспекторат за земјоделство и МВР повеќе од 5 години да не знаат што се прави во околината на Могила? Честните граѓани на Република Македонија и честните тутунари, кои макотрпно го заработуваат своето парче леп, чекаат одговор. Дали во Македонија се случува огромен криминал со тутун и цигари, во кој што е смешана власта? Добро.